Денес е Велики четврток, секако домакинките и сите се подготвуваме за најголемиот христијански празник Великден. Кај нас веќе во студиото, како што и пред малку најавивме, дојдоа нашите гостинки со кои што ќе разговараме токму за великденската трпеза, за обичаите, за декорацијата на трпезата и сето она што вештите жени умеа да го направат и да го привлечат вниманието на сите кога ќе ги погледнат секако трпезите кои што тие ги имаат подготвено. Мултиетничко и мултикултурно здружение на жени вешта жена, секако дека сите вие добро знаете кои се и како тие функционираат и како тие подготвуваат на вистина интересни настани и случувања, се со цел да ја разбудат креативноста кај жените, да се запознаат одблиску и да дознаеме дека некои работи можат на вистина многу убаво да се направат, да се декорираат и дека не само возрастните жени тоа го прават, туку напротив во вешта жена има многу млади девојки кои што се вешти во она што го работат, а за тоа секако и денес во нашата емисија. Да, великденската трпеза подразбира исклучување на одредени намирници од исхраната, односно постна исхрана, меѓутоа тоа не значи дека трпезата не може да изгледа на вистина многу убаво или пак дека не може да направиме вкусни нешта со она со кое што нели располагаме и смееме и можеме да го внесуваме. Токму малку повеќе за тоа ќе разговараме со нашите денешни гостинки, представнички од Здруженијето Вешта жена на Република Македонија и им посакуваме добри дојден на Снежана Стојановска, воедно и председател на Здруженијето. Добре дојдовте. Добре ве најдовме. И Кристина Димовска, член и дел од Здруженијето Вешта жена. Добре дојдовте. Добре ве најдовме. Кристина е тој доказ дека младите девојки знаат да бидат доста вешти и умешни во она што го работат, затоа што дел од трпезата која што е тука и она што тие го донесоа, го изработи токму Кристина. Не, затоа што и Кристина 2011 година беше вешта жена на Република Македонија со своји 17 години. Кристина Димовска е поддршка прво мајка и нејзина, Габриела Димовска ја поздравуваме, а понатака, значи, успеавме да младите ги вклучиме вистина онака како што заслужуваат. Не значи дека младите не сакаат, него треба само да се мотивираат. Токму така мотивацијата е најважна и веќе се надеваме дека Кристина ќе ги мотивира младите кои што во овој момент не следат и не гледаат. Рековме ќе зборуваме главно за великденската трпеза, за Великден, и па утринава домакинките стана рано наутро да ги бојадисуваат првите великденски јајца. Ние ги имаме во студиото, јајцата кои што вие ги бојадисавте, ги декориравте и ги донесовте во нашата студија. Секако, значи, целата декорација на великденските јајца е дело на Кристина Димовска, заедно со Габриела Димовска. Главната цел која ние, значи секогаш која си строгите пости, ние не сакаме да зборуваме за храна која би требало да се користи на денот на Великден, затоа што сепак оваа недела е тешка недела за сите православни верници, за сите христијани, затоа што тука и католиците во исто време го прославуваат и сме поврзани токму со постот онака како што заслужува внимание. И она храна што веќе е овде изложена е токму храна која што јас после ќе ви кажам е постна без зејтин, а тоа е Велики петок. Најголемиот дел на мачењето на Исус Христос. Ние по традиција фамилиарно 20 години во црквата Свети Кирил во Тетово го украсуваме гробот на Исус Христос, значи од 10 часот утре до 11 се уредува гробот и потоа доаѓаат тетовчани да посетат и затоа мислам дека петокот е посвета буквално без зејтин, без и затоа што рековте ние не приготвуваме денес и нашето присуство не е со цел да покажеме вештите жени што знаат да готват, имаме инсерти за она све што знаат да припремат. И главната поента е економско јакнење на жената преку приготвување на храна, која што заслужува вистински внимание, затоа што сите тие понатака продолжуваат во делот нешто како, затоа што тоа е сепак аматерски надпревар на жените, меѓутоа стануваат и професионалци во тој дел. Кристина, велат дека и за оваа работа да се биде вешт во кујната до некаде е потребен и талент, а вештините со текот на годините се развиваат и со љубовта према тоа. Навистина млада, како што каже и Снежана, ете, добиваш и признание, меѓутоа го правиш сето ова со многу љубов, па од каде, дали тоа така функционирало во рамки на твоето семејство или ова е едноставно нешто што ти го сакаше? Интересно е тоа што мајка ми од 2000-та година е во вешта жена, значи тогав бев уште малечка, бев околу 10 години, така, 7.
И од тогаш ја имав таа желба да се надпреварувам. И на тетка Жана секогаш ја го поставував тоа прашање, кога е вистинското време да почнем и јас да се надпреварувам, односно да бидам дел од вешта жена. И таа ми рече, кога сакаш, кога си ти спремна, тогаш. И на 17 години прв пат застанав, се представив како вешта жена, како најмлада вешта жена, и морам да се пофалам дека и тогаш ја добив титулата вешта жена на Република Македонија и оттаму таа љубов. Значи, дружбата меѓу жените, значи, како што учествуваше мајка ми, така и јас. Значи, од малечка. Од таму желбата. Имаш од кого секако да научиш, затоа што и твојата мајка е вешта жена, благодарението и на Снежана успеа да се закети со титулата вешта жена, веројатно и најмлада досега во оваа организација, но ете кажеме дека веројатно не си ни единствената, има многу кои што можеби ќе се приклучат и понатаму. И секако она што ние тука го гледаме во студиото, овие декорирани велигденски јајца, овие колачења овдека што ни ги донесовте е нешто што ти лично самата го изработи. Додека многу млади девојки шетаат, Кристина веројатно го користи времето за да приготвува вкусни, убави и навистина прекрасно декорирани јадења. Така. Тука спремивме постно исто јадење, тоест ова се бомбици направени од алва, ораси и шербет. Исто така, значи е без зетин, е идеално за утрешната гозба, да речам. Исто така донесовме секако црвени јајца, со тоа што ќе ви покажам ситно како нешто секоја домачинка би можела да го изработи дома во домашни услови, јајцата да бидат нешто поинаку издекорирани отколку што сме најчесто навикнати да бидат црвени или така во други бои. Еве сега ќе ви покажам на кратко. Вака сега, ова е смеса од прав шеќер и од белка. Така? Значи, доволно е само малце да се подстави. И имаме изработено готови од фондан, исто од шеќер, листенциња, кои што ето така може да се стават. И ќе ставиме неколку цветови од страна. Колку тоа спретно го работи младата Кристина. Снежана, веројатно дека вие се воодушевувате кога ќе видите вака млада девојка. Имаме доста млади кои се вклучени во вешта жена, посебно оваа година, вистина и во сите градови кај што до сега, например, во 17 града веќе ги одржавме изборите. Сега на 23 имаме од 12 часот е Кавадарци, од 19 часот е Кичево, на 27 април патуваме за Краљево, избираме вешта жена на Србија, за прв пат годинава Србија. Еве го јајцето. Може да се покаже на камерата, да. Ако може. Ете. Навистина брзо, а прекрасно издекорирано, веројатно ете дека гледачките кои што не следеа добија некоја идеја. Па добро, и наш предлог е сите овие јајца да останат во вашето студио, да го додека траат велигденските празници, да бидат дел од вашата маса. Мислам дека тоа е еден елемент што би било поразличен од сите обични денови. Секако дека да. Благодарение на вас и нашето студио ќе биде убаво декорирано. Имате навистина голем број на активности, еве додека Кристина го декорира следното јајце, рековте дека и во текот на наредниот месец во сите градови вешта значи, жена. Ние почнавме од февруар месец, тоа беше во Швајцарија, 5-та година поред избираме вешта жена на Швајцарија. Меѓутоа ги поздравувам многу македонките од Сдруженијето на жени македонки во Швајцарија, кои што секоја година прават еден хуман гест. Оваа година тие имаат швајцарка која што носи со години имала кај себе ги чувала од Македонија, поради староста ги продади и средствата ги намени за дечињата во Бањско, со тоа што денеска во мислам дека во вторникот беше, се однесоа тие средства таму, дел веќе беа додека траеше вешта жена во Струмица, а на 12 и 13 е републичкиот надпревар. Значи до крајот на април завршуваме со сите општински надпревари во 22 града и потоа со учество на Швајцарија и Србија веќе добиваме интернационалната, избираме вешта жена.
Ова тука кое што го споменавте веќе, може да се најде на утрешната трпеза, така? Да позборуваме малку подетално од што се состои рецептот, а и прекрасно изгледа. И многу вкусно мириса во студиото. Да, така. Значи ова е роловано, значи ова целата храна е без зејтин, исклучиво со македонски производи. Морам да нагласам македонски производи затоа што македонската трпеза, пазарите наши се пребогати, посебно во овој период. Значи имаме овде ставено компир, морков, пашканат. Значи јас не користам вегета, него пашканатот, целерот и морковот го даваат вкусот што би го дала една вегета. Затоа, значи, помешано тоа со сол, компирот разварен, мислим сварен нормално, на фолија се реди од кромпирот, се реди внатре малу се става брашно, се става во еден дел морков, па пак пашканат, па се става и магданос, и може и спанак, се ролува и се става во фолијата, во тавиче со вода малку, долу и се пече. Додека бомбиците што се тие се со тиквица, значи можете има толку богата трпеза да имате посна за утре, значи со тиквица рендана, ставена со брашно, со морков, исто тие елементи што ги имаме, секој ги има дома тие, се прават бомбиците, а корпиците се од тесто, кој што се пече во рерна, со без квасец и се стават, зашто е добро за послужување, а знаете што прво очите јадат, па после јаде стомакот. Да. Токму така. Великден секако дека изобилува со голем број на обичаи во сите градови, за Тетово посебно важи дека имаат навистина обичаи кои што во другите градови го немаат. Доаѓаме кон крајот на емисијата затоа што имаме многу малку време. Јас би сакала накратко да ги кажете, ако значи, може. Во Тетово обичај е секој дека треба за Великден да биде дома, жените седат дома, додека мажите со децата ги посетуваат семејствата и пријателите на денот на Великден. Трпезата ја подготвува веќе домакинката, точно месец дена веќе знае што ќе постави на масата. Додека за во другите градови, секако пошто јас сум потекло од Источна Македонија, мажена во Тетово, меѓутоа овој обичај многу ми се бендисува, затоа што нема куќа во Тетово која е затворена за Великден. До 14 часот, од прилика, до 14 часот, домакинките даваат великденски јајца за сите што ќе дојдат дома. После 14, ние сме мултиетнички град во кој што живеат сите националности, тие ни се и како комши, и како пријатели, и дечињата од сите националности, освен македонците, да речеме што се во малото наше, после 14 часот доаѓаат на врата и ние на нив, на сите им даваме црвени јајца. Знаете што? Големо задоволство и наше лично. Некој да го побара вашето црвено јајце од друга вероисповест, мислам дека тоа е нешто наибаво доживување, а тие се пресрекни, а ние уште посрекни. Да. Ова навистина многу убаво звучи. Жал ми е што немаме уште повеќе време за да разговараме за вашата креативност. Меѓутоа во секој случај јас верувам дека ќе имаме и многу други прилики. Па не значи дека кој прв пат да биде последен. За сите ваши активности и ваша прекрасна работа да зборуваме, а и секако да ја видиме. Секогаш е тоа видливо, да може да го погледнеме и ние и нашите гледачи. Кристина, ти благодариме и тебе. За тоа што демонстрираше и им даде идеја, верувам, на голем дел од нашите гледачки, како можат да си ги украсат своите великденски јајца. Еве ги покануваме гледачите на 12 и 13 мај во Лешочкиот манастир ќе биде изборот на вешта жена на Република Македонија. Вас како телевизија ве каниме да дојдете да видите што и се. Кристина сигурно ќе биде дел и од оваа вешта жена. Секако, како и она е во Гран При категорија. Ви посакуваме многу успех, секако се надеваме дека ќе бидете наши редовни гости да споделуваме интересни моменти, рецепти и секако декорации, вакви успешни млади девојки и возрастни жени кои што сакаат да бидат прави домакинки. Ви благодариме што ни ја разубавивте оваа денешна емисија. И ние ви благодариме.
А тука секако мораме да ја завршиме денешната Македонија денес, иако имаме уште многу прашања за кои што сакаме да разговараме со нашите гостники, но во следна прилика. Вам ви се заблагодаруваме за вниманието со кое што не следевте и секако ве покануваме и утре да бидете заедно со Македонија денес, затоа што и ние и утре заедно со вас ќе бидеме 4 часа. До тогаш со вас ќе биде останатиот дел од програмата на Телевизија 24, а тука се и социјалните мрежи каде што можете да ја следите нашата работа. Од нас довидување. Андрија знае да фрли око на некоја која не е ангелка. Но